само да ги проверам учесниците. Да, еве ги стрима. Пишува горе, да, нели? Добро, јас мислам дека live. можеме да почнеме. Да. Јас мислам дека не би дале 15 минути академско чекање, да си почнеме навреме. Еве. Има уште четворица, ги пуштам само. Добро. Така. Ај нека влезат тие и ќе почнеме. Добро. Јас мислам дека може да почнеме. Добре дојдовте на сите, добро вечер. Добре дојдовте на информативната средба и практичната работилница за наградата Вавилон за најдобар млад преведувач. Првин би започнал со еден краток опис на конкурсот, за да знаете отприлика за што зборуваме, а потоа ќе ви дадам подетални информации во однос на агендата. Доколку имате прашања, ќе може да ги поставувате во чет или ќе ви кажам точно кога ќе имаме и некој сегмент само за прашања. Се надевам дека сте веќе запознаени со конкурсот, беше доста застапен на социјалните медиуми, но тоа што е најважно да се каже е дека конкурсот за најдобар млад преведувач Вавилон го спроведуваат две партнерски организации, а тоа се делегацијата на Европската унија во Северна Македонија и Сдруженијето на преведувачи и толкувачи. Јас и во моментот сум во Europe House, во представништвото на делегацијата. Морам да кажам дека се работи за една уникатна награда која ги отсликува целите на Сдруженијето и на Европската делегација во однос на промоцијата на културната и јазичната разноликост во Европската унија. И конкурсот има за цел да го поддржи квалитетот на преводот на литературни дела и најважно да ги поттикне младите преведувачи да преведуваат од повеќе јазици и да се вклучат преведувачи од повеќе националности за да се збогати културното наследство преку книжевниот превод. А мислам дека тоа секако е доказ дека живееме во едно мултикултурно општество и потврда дека може да се действува во рамки на мајчиниот јазик. Ако ова звучи доста општо, мислам дека се ќе се разјасни кога ќе дојдеме до презентацијата на конкретните критериуми на преварот. Интересно е да споменам дека според некои наши истражувања ова е единствениот надпревар од ваков вид во Европа, па дури и во светот. И во 2016 година наградата Вавилон беше номинирана на надпревар за 100 најдобри проекти во јазичната индустрија, Language Industry Awards. Конкурсот е многу добра можност за пријавените да го искусат целиот оној процес на преведување, почнувајќи од самото истражување за делото, па се до адаптирањето, па на крај до финалниот процес на наоѓање на нијанси. И поентата е на крај тој превод да биде оценет од поискусни колеги од фелата. Тоа е многу важно, зашто кога зборуваме за книжевни преведувачи, тоа не е само професија, туку како што милуваме да кажеме, тоа е и уметност и умешност и нечи труд треба да биде испочитуван и вреднуван. Драго ми е што од годинава имам и амбасадорка на наградата, тоа е Румена Бужаровска, една од нашите најпознати писателки, професорки и преведувачки. Така, Румена? Да кажам нешто. Јас прво, мене ми е огромна чест што сум прва амбасадорка. Би сакала да ви се заблагодарам што ме одбравте. Мислам дека се работи за една исклучително битна награда, како што кажа Никола, единствени сме, по тоа се гледа. Од повеќе причини мислам дека оваа награда е многу битна. Прво затоа што ја стимулира книжевноста и писменоста во Македонија. Мислам дека сме малку во криза што се однесува до јазикот, не од аспект на тоа дека некој сака да ни го земе јазикот и така натаму. Зборувам за јазиците кои што се присутни во нашата земја, дека имаме криза во однос на тоа како ги користиме, имаме криза во однос на квалитетот на преведувани дела. Мислам дека стануваме мрзливи кога е во прашање јазикот. И затоа мислам дека треба многу е битно да се работи на стимулирање на вакви процеси. Мислам дека преведувањето на известен начин е врв на јазичниот процес, кога успевате да преведете друг јазик, култура, мисла,
И значи пренесувате не само идеи и мисли, пренесувате цели култури и при тоа исто така се случуваат други некои проблеми, да речеме, што се врзуваат често со тоа колку се губи нешто од оригиналот, меѓутоа морам да кажам дека во преводот секогаш се добива. Без разлика на тоа колку можеби ве фрустрира затоа што известни работи губите, добивката е многу поголема од тоа што може потенцијално да го загубиме. Како професорка на филолошкиот факултет, мислам дека една ваква награда може и понатаму да ги стимулира студентите од филолошкиот факултет во Скопје, меѓутоа и од факултетите во сите други градови низ Македонија да почнат да работат заедно. И мислам дека конечно е многу добро и за нашата земја да се стимулира преведување и на други мајчини јазици, освен доминантниот македонскиот. На крај, фактот дека се работи за награда која што стимулира исто така преведување од многу различни јазици за мене многу значи, посебно во една земја како Македонија во која што навистина преведената литература не е така канонска, да речеме. Не наоѓаме многу преводи од нови автори или пак можеби од така наречени помали јазици. Така што мене ми е навистина многу голема чест што сум, да речем, некаков тип на застапник јавен, ја застапувам наградата. И се надевам дека преку оваа награда ќе оствариме и некои други типови на размена. Значи, ќе почнеме малку посериозно да размислуваме за преводот и за јазикот и ќе се запознаеме, всушност ќе направиме една заедница која што понатаму ќе овозможи уште поголем прогрес. Фала многу, Никола. Фала ти тебе, прекрасно. Покрај Румена, тука со нас се членови на организацијскиот одбор на наградата Вавилон. Би сакал и нив да ги најавам. Тука се Љубица Арсовска, Рајна Кошка-Хот, Ана Манасиевска и Огнена Николски, кои што исто така ќе бидат вклучени во еден сегмент во вториот дел од работилницата. И би сакал тука да ги најавам и другите ментори. Румена во вториот дел, на практичниот дел, ќе биде ментор за преводот на англиски јазик. Тука со нас е и Елена Конеска. Елена Конеска е искусен преведувач од германски на македонски. Јордана Шемко ја имаме за превод од англиски на албански. Живко Гроздановски е одговорен за преводот од италијански на македонски. И Сања Фурнаџивска Адамс ја имаме за делот со француски. Така што мислам дека ќе сме во добро друштво, се надевам дека супер ќе си поминеме во овие сати 45 минути од околу. Сега би сакал да преминам на агендата, да ви кажам отприлика како ќе се одвива целиот настан, да знаете што да очекувате. Значи, првин ќе почнеме со вовед за конкурсот и за презентација за критериумите за учество, оценувањето и придобивките од конкурсот. Тука ќе оставиме и неколку минути можност за прашања, заради тоа што мислам дека вреди добро да се издискутираат сите тие работи, да ги знаете сите детали. После тоа ќе преминеме на една презентација на корисни линкови и начинот на истражување на соодветно дело за конкурсот. За тоа ќе е задолжен Живко Гроздановски. А потоа ќе следи отприлика, да речеме, некои 20 минути дискусија со сите ментори кои што се присутни за некои корисни совети кои што би ви биле корисни во иднина при преведувањето и ќе споделат некои искуства во однос на разликите и сличностите помеѓу изворниот и целниот јазик. Таа дискусија ќе се движи сепак во рамките на тоа што на критериумите кои што ни се најважни, за кои што исто така ќе зборувам во презентацијата. И на крај продолжуваме со отприлика 40 минути практична работа во посебни соби според изворниот и целниот јазик. Значи сите кои што се пријавиле за одредена јазична комбинација ќе бидат во посебна соба со менторите за да може практично да работат и да видат како се одвива целиот тој процес. Јас сега би преминал на мојата презентација. Ана, те молам само share screen. Малку секогаш знае да биде ова проблем. Еве сме, тука сме. Јас сега ќе споделам презентација.
Ето така. Дали веќе се сподели презентацијата? Може да ја видите, претпоставувам, така? Да. Добро, ете, супер. Ова ни е годинешното лого, мислам дека е многу прецизно и мислам дека посочува баш во сршта на надпреварот. Значи, од име Вавилон, награда за најдобар млад преведувач. Како што спомнав на почетокот, наградата е партнерски организирана од делегацијата на ЕУ во Република Северна Македонија и Сдруженијето на преведувачи и толкувачи. За прв пат беше основана во 2013 година, што значи дека сега сме во теке 8-то издание. Прв пат беше доделена наградата во 2014 година на 26 септември, а тоа е Европскиот ден на јазици и традиционално секоја година го одбележуваме тој ден со доделувањето на наградите за Вавилон. До сега се заокружени 7 изданија, како што кажав, и доделени се вкупно 12 први награди, 7 од кои се за преводи на македонски јазик, 2 за преводи на турски и 3 за преводи на албански јазик. Би сакал да го објаснам овој дел со наградите. Еден од главните критериуми на конкурсот е дека може да се преведува од 24 службени јазици во Европска Унија на било кој јазик кој што се зборува во Македонија. Значи, јас би, за сум попрецизен, значи може да преведувате од француски, италијански, англиски, хрватски, на некои од јазиците кои што се зборуваат кај нас, како македонски, албански, турски, влашки, ромски, значи сите тие јазици се во дел од рамката. И важно исто така да се напомене дека се даваат посебни први награди за секоја јазична комбинација, за секој јазик што се зборува во Република Македонија. Тоа значи дека може да има прва награда, да има награда Вавилон и за превод на македонски, и за превод на албански, и за превод на турски. Така, овде можете да видите некои слики од доделувањето годинава. Како што може да забележите, нема многу гости за да се испочитуваат мерките за корона. Сите бевме со маски. Ова беше нестандардно издание заради тоа што доделувањата на наградите секоја се добра можност за дружење и за вмрежување, би рекол. Секогаш има колеги кои што се од селата и кои што се заинтересирани да споделат некој искуство. И обично многу убаво сме си поминувале. Не дека и тогаш не си поминавме убаво, ама немаше доволно луѓе. Сега, би преминал на критериумите за учество. Ако сакате, може да си ги запишете додека ги кажувам, иако сето ова е ставено на нашата веб страна babylon.mk и на крај ќе ви го покажам тој слайд. Значи сето ова може да го најдете таму, ама сега ќе пробам малку подетално да го објаснам. Еден од главните критериуми е кандидатите да не бидат постари од 26 години до завршувањето, до прекањето на преводот. Пријавените текстови мора да бидат преводи на или извадоци од литературни дела, како роман, новела, расказ или документарна проза. И ова го кажав на почетокот, ама е еден од најважните критериуми, дека мора да бидат превод од некој 24 службени јазици на Европската Унија, на кој било јазик што се зборува во земјава и да не се постари од 3 години. Целта на ова е да се носат во јазиците од земјава нови дела, да се збогатува културната ризница, значи преку книжевниот превод да можеме да ја збогатиме културната разноликост, како што кажав во воведот. Делата не смее да се преведени во целост или делумно до крајниот рок за прием на пријавите. Крајниот рок за прием на пријавите е следната година, на 4 април 2021 година. Значи, до тогаш не смее да бидат преведени тие дела. За ова мислам дека ќе спомне нешто и колегата Живко, кој ќе ви каже како да пребарувате која година се издадени делата. Пријавените текстови не мора да бидат индивидуален труд, односно може да работите во двојки. И од лично искуство можам да ви кажам дека тоа е многу позитивно искуство. На првите 2 изданија од надпреварот јас соработував со моја многу блиска колешка Зорица Петковска и мислам дека тој процес е многу важен во однос на наоѓањето на нијансите, во однос на адаптирањето за да не избегате премногу во некој ваш стил на преведување.
Така што ако имате некој колега кој што со кого би можеле да соработувате, вреди да се размисли за ова. Пријавените текстови се испраќаат со шифра и со секоја пријава мора да содржи мотивацијско писмо, соодветно пополнета пријава, примерок од изворниот текст, примерок од преведениот текст и потпишана изјава дека пријавениот текст е превод на изворниот текст од оригиналниот текст. Значи, ова е поформалниот дел од преведувањето, кој што исто така е многу важен за се уредно да се архивира. Да. Следно, на изворниот текст мора да стојат насловот и името на авторот со нумерирани страници и не смее да има ништо што би укажало на идентитетот на преведувачот. Ова е многу важно за да се задржи анонимноста на преведувањето и да не игра улога кој го превел, туку како е преведено. Како што спомнав на почетокот, преведувањето е и уметност и умешност и сите луѓе кои што се вклучени во овој голем проект, во овој голем процес, единствено во фокус го имаат преводот. Кога ги праќате пријавите, тие ги праќате на веб страна која што ќе е посочена на крајот, ќе ви кажам точно каде да ги пратите, и тие стигнуваат до Europe House. Така што комисиите кои што подоцна ќе ги оценуваат не знаат за чии превод оценуваат. Една од важните работи што треба да се напоменат е дека го праќате преводот во Times New Roman со фонд 12 во двоен проред и отприлика преведувате од 3000 до 5000 зборови. Тоа се отприлика некои 10-12 страни. Исто така, еден кандидат може да испрати повеќе текстови, најмногу до 3 текста, така што ако почнете веднаш со работа, сигурно ќе го стигнете тоа. И ако преведувате од различни јазици, тие се бројат како различни пријави, се сметаат за посебни текстови. Исто така може да преведувате и различни жанрови, како што спомнав на почетокот, имате документарна проза, имате раскази, така што имајте го и тоа на ум. Сега би продолжил за процесот на оценување. Ви кажав дека вашите пријави ги праќате до Europe House на адресата која што ќе ви ја дадам и тие уредно ги архивираат. Откако ќе се заврши тој процес, преводот се праќа до две комисии. Првин оди на двојазична комисија, двојазичното жири. Двојазичното жири е составено од искусни преведувачи од таа јазична комбинација. Значи, ако пратите, да речеме, од шпански, превод од шпански, тој превод, вклучените во таа комисија ќе го споредат и оригиналниот, изворниот текст со преводот што сте го пратиле, за да видат дали се е како што треба. И главните критериуми кои што двојазичното жири ги оценува се структурата и граматиката на целниот јазик, лексиката, израз и стил. Ова се малку како така по-општи термини би рекол, секако дека тие содржат подетални нијанси, пример под израз и стил тука би можеле да по лексика, односно би можеле да спомниме идиоми, фразеологизми, значи има многу што да се спомне таму. Сега, откако ќе се заврши работата на двојазичното жири, пријавите кои што ќе остварат минимум на бодови се праќаат на еднојазично жири. Тоа еднојазично жири го гледа преводот одделно, значи не го споредува со оригиналот, туку го проверува дали тоа функционира одделно како посебно уметничко дело. Дали тоа функционира на јазикот на кој што сте го превели. Кога ќе земете да читате некое дело кое што не е баш соодветно преведено, се надзира од кој јазик е преведено, се надзираат некои грешки за кои што мислам дека ќе зборуваме и во делот на дискусијата. Секој жири, како што стои тука долу на слайдот, се состои од искусни преведувачи, членови од академската заедница и или писатели. Посебно за еднојазичното жири се ангажираат такви луѓе од таков калибар, за да видат дали тоа функционира или не. Претпоставам дека и вие како млади луѓе ќе ви значи вашето дело да е прочитано од луѓе од тој калибар. Значи, многу е тешко денес да споделите ваше дело, ваш труд со некој
и да ви го прочита, а камоли да ви го оцени тоа и да ви даде забелешки. После, по завршувањето на конкурсот, секогаш може да си ги побарате забелешките од комисијата, за да може да видите каде се скратени, каде се дадени поени. Сега би продолжил со придобивките од учеството. Би се надоврзал на тоа што претходно го кажав во смисол вашиот превод да биде виден, прочитан, вреднуван од искусни колеги од фелата. Мислам дека тоа е една многу важна работа, заради тоа што ние сите воопшто и проектот постои за тоа, ама и делегацијата се залага за тоа и ние како здружение. Нашата поента е да ви охрабриме да преведувате и да стигнеме до најдобар можен книжевен превод. Тоа значи дека сме тука и да помогнеме во смисол на вмрежувањето. Сите ние имаме контакти, во веќе и издавачките куќи се доста запознаени со овој проект, така што мислам дека со самото учество може да добиете многу во однос на тоа. Иако има и поформална награда, формалната награда односно е престојна меѓународен настан поврзан со книжевноста, издаваштвото или преведувањето во земја членка на ЕУ. Секако морам да напоменам дека тоа годинава зависи и следната година ќе зависи од тоа какви ќе се условите со корона, но за тоа ќе останеме во контакт. Има уште две придобивки кои се многу важни, а тоа е едногодишно активно членство во Сдруженијето на преведувачи и толкувачи. Покрај тој момент што го спомнав за вмрежувањето со издавачи, со искусни преведувачи, Сдруженијето на преведувачи и толкувачи е многу активно и организира настани не само за стручен превод, туку и за книжевен превод, и мислам дека тоа би ви годело за да продолжите да се развивате во таа насока. Значи има книжевни настани, има конференции на кои што може да се запознаете со колегите и секако може да вашето име да стои на веб страната каде што може да ве најдат како член на здруженијето. Третиот аспект од наградата е објавување на преводот во целост или делумно во списанието Културен живот, како чекор во отпочнувањето или развивањето на професионалната биографија. Мислам дека сите знаеме дека голем дел од младите преведувачи немаат многу опции за објавување на првите преводи и често мора да се задоволат со објавување на Facebook, дали како пост или по некои платформи, кои што не секогаш се видени од поголема публика. И мислам дека ова е одлична можност да може да се пофалите дека да, јас сум го сработил ова, еве излезе ваму и ваму. Така са, имам уште еден член. Добро. Сега би продолжил на следниот слайд. Ова се наградените преводи до сега. Може да се најдат овие материјали на нашата веб страница. А таа е www.babylon.mk. Ова е една од најголемите работи годинава, ми е одбележа на некој начин, заради тоа што, како што може да видите на слайдот, има неколку полиња кои што може да ги одберете и многу уредно се архивирани материјали од сите претходни изданија. Тоа значи дека има галерии, може да видите како се одвивале тие настани, може исто така да видите каков бил приемот од публиката и од медиумите. Ќе видите што мислат за надпреварот важни истакнати луѓе од културниот свет во Македонија. Исто така може да видите, да ги најдете и наградените преводи. Ова е многу важна работа заради тоа што ќе ви даде некој увид од прилика какви преводи котираат високо. Така што секако дека тука има и поле за корисни линкови и за како да се пријавите. Односно, се тоа што јас сега го споделувам со вас може да си го најдете и да си го прочитате со ваше темпо. Овде пишува дека крајен рок за прием на пријавите е 4 април 2021, како што веќе спомнав. И еден од најважните критериуми, морам да се навратам на ова, е дека се преведува од 24 официјални службени јазици на ЕУ на некои од јазиците кај нас и делото кој што го преведувате мора да биде објавено за прв пат во земја членка на ЕУ во последните 3 години. Крајен рок за пријавите, како што спомнав,
и електронската адреса на која што треба да се праќаат пријавите е babyloncompetition@euhouse.mk. Така. Тука јас би завршил со презентацијата и би оставил можност за некои прашања. Така што ако некој има некој прашање во однос на сиве овие работи кои што ги кажав, слободно сега е време. Јас се надевам дека бев јасен, дека успеав да ви ги доловам главните моменти на надпреварот. Иако морам да кажам дека добро е да не следите и на веб страната, но исто така и на Facebook. На Facebook на Babylon Award се споделуваат новини, се споделуваат исто така и настани кои што сигурно ќе ви бидат корисни во иднина. Имаме некој прашање или се е јасно? Да, јас не сум сигурна, може пошто Никола сме во иста соба, па затоа се вртам да го гледам натаму. Не ми е јасно дали, може би сгрешив, но не сум сигурна дали видов поезија во слайдот. Не, тоа сакам да прашам. Да. Нема поезија, нема можност за преведување на поезија. За сега делата кои што може да ги праќате се проза, значи роман, раскази, документарна проза. Но? И драма нема. Поезија и драма немаме за сега. Испраќаме како изводок, така не испраќаме цела книга. Не, значи преводот треба да биде од 3000 до 5000 збора, така што тоа се отприлика некаде 10 до 12 страни се тоа. Така што е извадок. Но тоа е добро прашање заради тоа што како ќе стигнете до изворниот текст, односно како ќе стигнете до тоа што сакате да го преведувате, затоа ќе зборува повеќе живко, ќе ви објасни како треба да го побарате тоа за начините на пребарување. Не би му одземал од неговиот дел. Имаме прашање во чет. Може да се следи работилницата секако. Секако може да ја следите работилницата без разлика на возраста. И јас би ве замолил, дури ако имате блиски кои што се добри во некој јазик и кои што смеете дека умеат да преведат нешто квалитетно, слободно споделувајте информацијата. Мислам дека ќе помогне многу. Една работа која што не ја спомнав во презентацијата е дека нема ограничување во однос на професијата, во однос на факултетот. Односно, може да се пријавуваат дури и ученици во средно, може да се пријавуваат и студенти на други факултети, не само на филолошките факултети. Тоа е важно, значи не е само за јазичари, за луѓе кои што завршиле на филолошките, туку може секој да се приклучи кој што смета дека има добро познавање на целниот и на изворниот јазик. Дури во 2015 година имавме прва наградата ја освои Кристијан Фидановски, кој беше 4-та година средно во тој момент од италијански, имаше супер преведено раскази од италијански, значи беше средно, така што нема ограничување во тој однос. Дали имаме некој друго прашање? Мислам дека Софија? Да, јас би сакала да прашам што ако сега ние го одбереме делово, почнеме да го преведуваме и во меѓувреме излезе преведено. Тоа е добро прашање. Тоа е добро прашање. Мислам дека Живко ќе зборува за тоа, така што во следниот сегмент ќе ти биде одговорено тоа прашање. Дали имаме некој друго? Љубица, Буба. Никола, само би подсетила дека одбраното дело не сме да биде преведено во земјава на кој било од јазиците, но исто така и треба да се провери да не е преведено во регионот, тоа е еден од условите. Значи на српски, хрватски, босански, албански, бугарски, грчки, на тие јазици не сме. Исто така внимавајте да не е преведено, за да има некаква сигурност дека навистина само од оригиналот се преведува. Да.
И исто така би сакала само да додадам дека по приемот на преводите во Europe House, таму пред да ги дадат текстовите на првата двојазична комисија, тие доделуваат нова шифра, така што можете да бидете безбедни дека не постои опасност некој од комисијата да ја знае шифрата што вие сте ја дале. Шифрата што вие сте ја дале ќе ја знаат само во Europe House, а читачите ќе имаат друга шифра. Целиот процес е многу транспарентен. И исто така би сакала да напомнам за ова што го праша Софија, дека ако се отиде во COVID да се провери кои се преведени... Обис. Кобис. Това беше фројдовска грешка. Ово е Тоа се многу природна овај. обседнатост. Не одете во COVID. Значи, тамо може да сите оние кои веќе се знае дека се преведуваат, тие би требале да се таму заведени. Така што мислам дека не постои таква опасност. Мислам. Ако смеам да ги прашам, еве, колегите, Никола како модератор, дали сме сигурни, без да навредам некако, дека сите од присутните, можеби од помладите генерации, знаат што е кобис всушност и како да го направат тоа. Не сакам да навредам некако, можеби сите знаат. Да, тој е дел од презентацијата на Живко. Така што Добра. два моменти до се спомнавме што одат во насока на презентацијата на Живко. Живко, видиш? Супер. Би сакал да додадам на тоа што Буба го додаде, дека има многу логика во тоа. Еве, например, ако преведувате, да речеме, не знам, од француски на албански, така тоа дело може да биде преведено во Албанија. Така што би сакали да се заштитиме од тој момент. И исто така, како што спомнав дека е анонимен целиот процес и е многу транспарентен, исто така, кога ќе ги пратите, вие пријавите, има човек кој што проверува дали се сите критериуми запазени. Така што има човек кој што ќе провери дали во регионот е издадено тоа дело, дали е постаро од 3 години, дали едно, дали друго. Така што нема никаков сомнеж дека барем тој дел, секој дел, нема да има никаков проблем. Дали имаме друго прашање? Мислам дека толку сме со прашањата. Како што најавив на почетокот, сега продолжуваме со една презентација на корисни линкови. Како претпоставувам дека веќе добивте некоја слика дека тоа дело кое што треба да го пратите не е преведено кај нас, така што треба да најдете соодветно дело кое што би ги задоволило критериумите на оценувањето, критериумите на самиот конкурс, но за тоа сега Живко ќе продолжи. Живко, може? Може, да, тука сме. Ајде. Океј. Супер, значи јас ќе зборувам за начините, за линковите, за како да се најде книгата, но исто така и за овие формални критериуми ќе направам едно резиме и за некои неформални критериуми, поточно еден неформален критериум. За таа цел ќе почнам веднаш со screen share. Имам подготвено еден документ. Вака, значи ќе ги повторам уште еднаш овие формални критериуми што веќе ги спомнавме неколку пати. Значи, делото треба да биде или роман, или новела, или расказ, или документарна проза. Тоа е едно. Значи, не мора да се преведува голем дел од книгата, но да не биде ни премал дел. Има од 3000 до 5000 зборчиња да се преведе. Тоа лесно ќе го пресметате, ќе ви покажам накратко како. Исто, делото треба да биде првпат објавено, нели, како што кажавме, во земја членка на ЕУ. Тоа ја исклучува Велика Британија. Знам дека најголем број од учесниците тука ќе преведуваат од англиски, мислам, и затоа да не се направи таква грешка да се побара издавачка куќа во Велика Британија. Исто во изминативе 3 години, тоа го кажавме и ова веќе се подразбира дека треба да биде на еден од 24 јазици на ЕУ. Делото исто не смее да биде објавено
на некои од јазиците во регионот. Тоа сега што го кажа колешката, значи албански, босански, хрватски, црногорски, српски и така натаму. И исто треба делото да се преведува на некои од официјалните јазици во МК, значи македонски, но исто така и албански, турски, ромски и така натаму. Добро, тоа беа формалните критериуми за избор на дело. Сега за начинот, односно за процесот на обезбедување на ова дело, односно за корисните линкови. За процесот за обезбедување на делото имаме фактички 3 чекори. Прво треба да се пронајде делото и да се одбере, потоа да се провери да не е преведено на македонски или во нашиот систем, да не е преведено исто на албански во нашата земја или на други јазици. Потоа исто проверка како делото да се провери дали е преведено во некој од земјите во регионот. Конкретно за пронаоѓањето и изборот на делото имам 4, барем она што јас го разгледав, 4 начини за пронаоѓање на тоа. Прво, може да пронајдете книга онлайн и самостојно. Пример за тоа би било, може да се појде на оваа веб страница babylon.mk и од тука како појдовна точка. Имаме тука горе десно корисни линкови. Кога ќе кликнеме на овие корисни линкови, се отвора оваа страница каде што се гледа од германски, од чешки, од француски, од италијански. Живко, Да. извини, не го гледаме екранот со веб страницата, туку се уште Word документот. Аха. Треба да го спуштиш Word документот за да го видиме екранот со веб страницата. Така, сега е окей. Не, се уште не. Значи треба да шерувам веројатно Одново, друга... да. Да. Screen share, окей. Значи ја го шерувам веб страницата. Сега е окей, претпоставам. Да, Окей. да, сега е во ред. Значи на веб страницата на babylon.mk горе има линк ваму горе десно корисни линкови. Овие корисни линкови има веб адреси кои што ве водат до веб страници во Германија, во Чешка, во Франција и така натаму, но за нас оваа година најинтересно ќе биде ова овде, затоа што ова не водат до Малта и до Ирска. Односно книги објавени во Малта и во Ирска. Сега, кога ќе појдеме, да речем, јас пребарував повеќе за ова Irish Publishers. Кога ќе појдете на Irish Publishers, се отвора не Стрега, туку се отвора ова веб страница. И тука многу убаво е средено, има еден куп линкови до издавачки куќи во Ирска. Еве да речеме да ја земеме Brandon Publications. Кога ќе кликнеме на овој линк, не води до оваа страница и тука веќе имаме книги. Овие книги можат да се отворат и да се листаат. Еве да ја земеме да речеме All Things Nice од Sheila Bagler. Кога ќе кликнеме на All Things Nice, ќе се отвори овој линк и тука убаво е што може веднаш да се отвори книгата и да се листа. Еве ќе кликнам тука на full screen и се отвора целата книга. Штом ќе се отвори книгата, на почетокот во импресумот, еве одма може да ја листаме, одма во импресумот, потоа што на оваа книга нема, но може да се изгугла и да се најде како се вика која година е објавена или можеби ова е во најава па ќе се објавува оваа година во Ирска. Што значи кај нас нема шанси да е преведувано. Поентата ми е, сакам да кажам дека тука веќе се гледа, има долу десно може да видите 43 страници. Овде има доволно материјал за превод. Но мој предлог е да не го преведувате првото нешто што ќе го најдете, туку да истражувате повеќе. Кога ќе јас да речеме да преведувам, ќе видам тука Never Forget, Never Forgive и веќе ова проблематично
каква е оваа книга и што нуди. Затоа би се вратил назад на овие Irish Publishers, поточно на Брендон, и ако појдеме на оваа книга од Мери Мориси, тогаш ќе се отвори овој нов линк, каде што ќе Ало? видите... Да? Лазе. Ама не се смеи, срам да ти. Океј, некому нема исклучен на микрофонот, ама не е важно. Тука можеме да видиме дека има 2014 година книгата добила некоја награда. Значи оваа книга не може да влезе во конкуренција. Значи бараме 2018, 2019 или 2020. Исто оваа книга нема ни превју, не може ни да се отвори. Значи се враќаме назад и бараме нова книга. Кога ќе појде, бараме нова книга. Океј, тоа беше еден од начините за пребарување. Односно како сега треба да го ширувам повторно Word документот. Океј. Океј си. Да. И тука се гледа, мислам, така треба да се пребарува помеѓу книгите и да се најде соодветната книга. Вториот начин, освен ова самостојно пребарување на книгите, е да се контактира издавачот. Тоа значи да се побара контактот, еве да речеме тука од O'Brien, Брендон, уствари, поточно книга, издавачката куќа, која ќе кликнеме горе на контакт, излегуваат овие телефонски броеви и имейл адреси. Значи, јас предлагам да се испрати имейл и да се каже би сакал да ја преведувам оваа книга за овој конкурс, ќе помогне во промоција и така натаму. И убеден сум дека ќе ви излезат во пресред, дека ќе ви испратат барем 30 на 40 страници од книгата што би сакале да ја преведувате. Имам вакво искуство, мене ми испратија уште 2002-2003 година, сакав да читам книгата од Барико Сити, се сеќавам кај нас уште не беше преведена, им пишав на луѓето од издавачката на Барико и ми испратија цела книга во Word формат. Тоа е вториот начин за наоѓање на книга. Сега се враќам назад. Третиот начин за наоѓање на книга би бил со консултирање конкретни лица. Тоа може да биде професори, да побарате книга од професор, професорка, некој студент на книжевност, некој што патува евентуално некаде и така натаму. Четвртиот начин е со консултирање институции, односно Француски културен центар, Гете институт или други институции кои што редовно снабдуваат со книги. Вториот чекор, значи, откако ќе се пронајде книгата, ќе се одбере делото, е да се провери делото да не е преведено во Македонија и да не е преведено во земјите во регионот. За оваа цел повторно има линкови на веб-сајтот на Babylon и сега ќе ги покажам тие линкови. Значи повторно се враќаме на корисни линкови и на истата страница се најдолу еве ги линкови за проверка на објавени изданија. Ова е Кобис. Кобис е системот на нашата национална универзитетска библиотека Свети Климент Охридски и кога ќе се отвори вака изгледа веб страницата, значи тука го внесувате името на книгата и веднаш ќе ви покаже дали книгата е веќе преведена или можеби е во процес на преведување. Иако е во процес на преведување, и тоа подобро да се остави, да се побара друго дело. Значи тоа е тоа што се однесува до корисните линкови. Уште сосема кратко ќе зборувам за неформалните критериуми за избор на делото. Значи, оно што јас би предложил и што другите колеги и колешки би предложиле,
делото треба да биде предизвик за преведување. Значи да не биде првото дело што ќе го најдете, да решите, супер, најдов 20 страници, сега ќе ги преведам овие, туку да се вложите малку во барање и да има некои одлики кои што ќе покажат дека сте вложиле повеќе труд. Например, делото пожелно да има комплексна синтакса помеѓу другото. Значи долги, зависно сложени реченици каде што тоа ќе треба убаво да се жонглира, би рекол, и да се убаво доведе и на македонски. Потоа да има пожелно да има и комплексна лексика, од типот на кованици, идиоми, изрази, игри на зборови, затоа што многу лесно е да се прави буквален превод на некоја лесно напишана, лесна книга во смисла на, да речеме, некој љубовен роман или некоја крими приказна. Исто доколку има лирски пасажи или римувани места, исто тоа придонесува за книгата да биде потешка. Ако има некои технички изрази, да речеме да еден од ликовите да се занимава со пчеларство, и тоа би побарувало повеќе истражување на тој свет на пчеларството и би се видело дека сте вложиле поголем труд, дека е повеќе истражувано за да се направи превод. И исто ова е можност за адаптација. Значи да се направи не само превод, туку и превод на целата култура, како што спомна и Румена во она што го спомна премалку. Значи со еден збор, она што би го рекол јас е преведувањето треба да биде тешко, ама да уживаш во тоа. Ако не е тешко, значи дека нешто не е во ред, ако не уживаш во тоа, исто подобро да се батали. Значи, за крај, предлог мој да се обезбедат неколку книги, а потоа да се одбере една од нив. И тоа би било тоа. Фала, Никола, и го оставам зборот за понатаму. Фала ти, Живко. Мислам дека супер го објасни овој дел. Јас само би напоменал уште две работи. Немој да размислувате дека ако барате книга од Франција, дека ќе најдете само книги издадени на француски. Значи има издавачи кои што издаваат на англиски. Односно, пример, може и во Франција да пребарувате, а да најдете книги кои што се за прв пат издадени на англиски. Сега англиски го зедов како пример, ама функционира тоа за сите јазици. Значи немој да се ограничувате како земја со јазик, дека тоа е така. Значи може тоа и повеќе да функционира. Софија, во однос на твоето прашање, што праша дали ако веќе почнете сега вие со преведување, па после видите дека некој го издал тоа, мислам дека добро е да проверувате ваму на Кобис, како што кажа Живко. И во принцип од искуство можам да кажам дека кога ќе завршат овие конкурсите од Министерство за култура, веќе книгите кои што треба да се преведуваат се најавени на некој начин. Така што додека да почнете вие да преведувате, точно ќе се знае што треба да дојде во земјава. Може. Еве да кажам нешто во врска со тоа, бидејќи имам искуство како писател исто. Не верувам дека тоа може да ви се случи, чисто затоа што најверојатно ќе бидете во контакт со авторот со кој што го преведувате. Ќе го побарате авторот, ако е последно тоа дело издадено во последните 3 години, многу е лесно да стапите во контакт со тој автор, и посебно ако веќе сте стапиле во контакт со издавачката куќа, и авторот ќе ви каже дека веќе некој е заинтересиран. Така што тоа нема шанси да ви се случи во моментот кога ќе воспоставите комуникација. Да. И многу добар совет е да го контактирате авторот. Заради тоа што тоа не ви е згодно само заради конкурсот, тоа ви отвора врати во иднина. Ако вие му настапите на некој автор дека вие за ваков и ваков конкурс, кој што е многу престижен, преведувате извадок од негово дело, сигурен сум дека тој ќе сака да остане во контакт со вас и вие да го преведите до крај тоа дело. Така што мислам дека тоа е одличен совет од страна на Живко. И во принцип мислам да имате предвид тоа со авторството, дека за преведувач мислам дека е многу битно да е во контакт со авторот. Веќе кога имате таа можност да разговарате за секакви за делото, секакви врати ќе ви се отворат и дури и без да знаете. И каде и да имате некоја малечка дилема, дури некој културен контекст да ви биде разјаснет, ќе видите многу ќе ви значи тоа во преводот, така што без друго да го контактирате авторот. Да, супер.
Добро, јас сега предлагам да, тука сме некаде со времето, добро се движиме, сега би предложил да преминиме на таа дискусија. И јас го начнав тој муабет и Живко го продолжи во однос на тие неформални критериуми на кои што треба да размислувате, односно делото кој што ќе го одберите да ви дозволи да покажете што умеете да направите во преводот. Значи, пробајте да најдете дело кое што е предизвикувачко и во однос на содржината, ама и во однос на формата, односно сепак комисиите тоа ќе го оценуваат. Ајде да почнеме по случаен избор, значи вака, би сакал да издискутираме кои се најголемите проблеми при преведувањето од конкретен јазик. Предпоставувам дека сите сме се соочиле со овие критериуми кои што сега ги спомнавме во смисол на адаптирање на културолошкиот контекст, во адаптирање на идиомите, но има нешто што е различно за секоја јазична комбинација. Тоа што јас сум го забележал од моје лично искуство е дека шпански јазик, например, многу подобро комуницира со македонски отколку англискиот. Има нешто, не знам, во душата на јазикот кој што е многу посоодветно на македонски, на шпански отколку на англиски. Еве јас би почнал пак со Румена, заради тоа што таа и тоа го предава на факултет, баш има студенти со кои што работат на нови работи на превод. Ме интересира кои се најголемите проблеми при преведувањето на англиски, дали има некои грешки што се повторуваат, на што треба да се внимава, нешто во таа насока. Па има неколку работи, ќе се обидам да не така како во точки, затоа што сите сакаме сигурно да кажеме нешто на оваа тема. Ова може да се збори бескрајно долго. Првото нешто за кое што секогаш обрнувам внимание и на часовите е всушност истражувањето на контекстот културниот на тоа известно книжевно дело. И истото важи за Вавилон наградата, доколку вие изберете извадок, се разбира, ве молам немојте само да го читате тој извадок, значи ќе мора да го прочитате малку повеќе за тој автор и малку повеќе за делото, да се запознаете за целокупниот контекст, за да можете всушност да го преведувате. Тоа е, мислам, првиот проблем што се случува со младите преведувачи, а богами и со поискусните, што не го користат контекстот, па дури и алатхите што им се на располагање, тоест прекрасниот интернет на кој што не можам доволно секој ден се заблагодарувам дека и постои тоа и уште пред короната сум многу благодарна во однос на тоа прашање. Сепак денес можете да отворите и да за 3 секунди да дознаете се. Еве конкретно, не знам, работевме еден превод за текст за Трумен Капоти, романот Ладнокрвно убиство, и на пример голем дел од моите студенти напишаа дека Трумен Капоти отишол во Холком, Канзас со неговиот пријател Харпер Ли, што значи дека не го истражиле Харпер Ли името, да видат дека всушност се работи за жена, авторка на познатата писателка која што е авторка на Како да се убие птицата под бивница. И така натаму. Значи, тоа се многу битни работи, уште на самиот почеток страшно е битен контекстот и би ви рекла како преведувачи кога ќе аплицирате за наградата, обавезно да прочитате не само малку, туку многу во однос од колку што можете повеќе од тој автор и повеќе да знаете за тој контекст. Се разбира, вториот предизвик кој што го имаме е буквалното пренесување на синтаксата и буквалното пренесување на идиомите, кој што исто така понекогаш потекнува од известна мрзеливост, значи не прочепкување подлабоко во текстот, и мислам дека е многу битно во сите овие ситуации константно да се сомневате во себе си, секоја реченица да мислите дека погрешно сте ја превеле. Да, знам дека тоа боли, но така единствено ќе се осигурате дека нешто точно сте направиле. Верувајте, и откако ќе преведете ги сменете 100 грешки. Јас денеска тоа го сватив денес кога ја спремајќи ја работилницата во однос на еден мој превод, но тоа е нормално и не треба толку да ве боли. Другата работа е, значи тоа, идиомите и синтаксата. Синтаксата мислам дека доживува кај нас еден свој вид на криза во постоењето, посебно што се однесува до англискиот јазик. Гледам буквални, комплетно буквални преводи. Мислам дека тоа исто има врска со непознавањето на мајчиниот, така што уште една работа што ви
препорачала во текот на преведувањето како што не знам кога вежбате нешто, сакате да одите на некој надпревар, не знам за фитнес, обавезно јадете известен тип на храна. Истото би ви го препорачала и во однос на преведувањето, дека кога преведувате на известен јазик, например на мајчиниот, ако е македонски или ако е албански, многу да читате изворна литература на тој јазик, бидејќи тоа навистина многу помага да бидете така во форма и да не губите да не губите контакт со сопствениот јазик. При тоа исто така ви советувам секогаш да си имате, тоа Никола го кажа преска, можеби некаков тип на партнер во преведувањето или пријател со кој што ги споделувате овие работи, кој што не мора да биде преведувач, ниту пак мора да е филолог. Така што многу е убаво кога некој од страна ќе ви го прочита преводот, ќе ви кажам ова не го разбирам или го разбирам или ова нешто ми штрчи. Да, тоа е, јас секогаш имам едно 4-5 луѓе што ми ги читаат работите и тоа некогаш така си имам дури, не знам, партнери во во пишување, во преведување, се знае. Си работиме 2-3 другарки заедно, она ми праќа мене, јас си праќам неа и така натаму. И конечно, многу е битно како ќе го преведете директниот говор, тоест живиот говор кој што многу често е жаргонски или сленговски, тоа е сленговски во сленг, не жаргон. И тука многу ќе има прекршување што ќе правите, како ќе правите. Например, јас сега Фланери О'Конор ја преведувам. Мислам дека во известни ситуации е невозможно да се преведе тој тип на директен јужнијачки говор. Меѓутоа и тоа е прашање на тоа што ќе решите, како ќе решите. Затоа треба многу да размислувате и се разбира да се консултирате со луѓе околу вас. Би ви препорачала како преведувачи постојано да зборувате со други преведувачи, затоа е битно да бидете и во здруженија и да одите на конференции. Константно да сте во диалог, бидејќи така ќе си го решите проблемот. Исто сум сватила дека кога нешто не знам, се што треба да направиме, буквално прашувам луѓе без везе. Дури не мора ни да се преведувач или што и да, ќе речам, овој проблем си го имам и сваќам дека многу луѓе имаат различни типови на моки и тие можат да ви помогнат. Така што немојте да се срамите да прашувате. Мислам дека комуникацијата е многу битен процес во преведувањето и тоа се моите забелешки. Фала ти многу. Јас само би додал една работа. Немој да одите секогаш на прва топка. Румена ги спомна идиомите. Сега овие што се идиоми, не знам, на англиски како It's raining cats and dogs, сигурно веднаш се добива впечатокот дека идиом, сигурно не би превеле дека, не знам, врне мачки и кучиња од небото, ама има некогаш некои суптилни идиоми. Немојте да одите на прва топка и да се речете, ова знам што е. Имајте некој сомнеж во тоа што го правите. Проверувајте. Тука се ви е достапно. Имате еден куп алатки, имате дигитален речник, што е главна алатка за секој преведувач, ми се чини. Да, супер, фала многу. Ќе се надоврзам и на ова со лексиката. Во најчеста грешка, ми се чини, од англиски е формален подмет. Тоа е најаматерска грешка што може да ја направите. Значи, ако ја почнувате секоја реченица со таа стана, таа отиде до масата, таа зеде чекан, што и да. Значи, немојте со таа и тој, значи тоа е најаматерска грешка. Не знам како е тоа на германски, дали истата синтакса е на германски. Елена би продолжила со тебе, збороредот на германски е така фиксен, не е строг? Да, уште повеќе, значи, да. Точно, таа, тој, кој што апсолутно често го избегнуваме во македонскиот говор, значи уште построга синтакса, да. И тука многу треба да се внимава, да. Значи една од најчестите грешки што ја правиме кога преведуваме од германски е токму тоа фиксна синтакса што ја бара германскиот јазик. Глаголите, подмет, глаголот на второ место, сложениот глагол на крај и така натаму, нели? Најчеста грешка кога ќе видиме кога глаголот е ставен на крајот на реченицата, значи преведуваме од германски, да. Такви слични грешки. Тука многу јасно се забележува исто така дека се работи за превод од германски јазик поради фиксните места на некои делови. Практично германскиот јазик има фиксна позиција за секој дел од реченицата, синтаксата. Уште покомплицирана. Ми звучи аме. Тебе вака во твоето искуство си имала некој проблем при преведувањето од германски? Дали има нешто што треба да се надмине при тоа, некој искуство? Па да, во принцип сложенките, значи сложените zusammensetzungen што ги викаме ние,
кои што најчесто треба композитно соодветно да ги преведеме. Значи, често пати германците знаат да го скратат тоа во еден збор, а ние мораме да го објасниме, да направиме една синтагма од неколку зборови. И да, во основа, слично како и на сите други јазици, едноставно да го прочитаме неколку пати и потоа истото тоа да го смислиме како би звучело на македонски јазик, како би го кажале истото тоа, едноставно по втор пат да го одмислиме на соодветниот јазик. Да, има чести грешки, има типични грешки кои што се забележуваат во преводите на текстови од германски јазик. Но за тоа треба многу искуство, да, треба многу читање и како што спомна и Румина, треба многу добро познавање на мајчиниот јазик, и често пати тој процес си го учиме постојано. Како што со читање, со прашување, речиси со секоја нова книга учиме нешто ново, како нешто треба да го кажеме. Едноставно се сваќаме колку не знаеме работи кои што треба да си ги кажеме или објасниме на сопствениот јазик. Али тоа е процес кој што трае до животно. Си учиме постојано, колку нови контекстни содржини, приказни запознаваме, толку повеќе си го учиме и сопствениот јазик, како нештото треба најдобро да го кажеме, да се го кажеме на мајчиниот јазик. Сакав уште една работа да прашам, во смисол на регистрите, дали е лесно да се претпостави кој регистр, дали е неформален, дали е формален регистар на германски? Има персирање на германски? Да, да, тоа е типично. Тоа е типично, пошто за разлика од другите јазици, например за разлика од англискиот јазик, германски има определено персирање. Значи таму е условно кажано граматички, лексички видливо дали му се обраќаш дали му персираш, дали му се обраќаш со ти или му се обраќаш со вие, и тоа е соодветно обележано, значи дали се со голема буква зи, со голема буква зи, со мала буква. Да, значи на тоа е определен, има една која специфика германскиот јазик и на тоа треба да се внимава, да, посебно при кога истото го пренесуваме кај нас, да. Уште едно прашање за тебе, Елена, многу ме интересира ова. Јас не знам германски, ама слушам германска музика, пример Рамштайн. И од тоа што тука не може многу да ти помогнам. Не прашувам за групава. Тоа што ме интересира, сум забележал дека имаат многу кованици, не знам дали сум во право или не. Ми се чини дека збороформирањето е многу присутно во мислам дека многу често коваат зборови, ми се чини дека комбинираат именки. Дали е тоа секогаш може да се фати кај нас? Не, па тоа и го кажав на почеток, значи едноставно не може. Буквално многу е лесно да речеме кога преведувате на германски јазик, кога нешто треба да го кажам, па можам да си проверам дали можам некои 2-3 збора да ги спојам заедно и да си направам кованица на германски јазик. И тоа обично кога јас преведувам на германски јазик, ќе проверам дали она што мене ми се чини дека може да речеме аутобан парк Штелео или такво нешто слично, можеш да провериш веднаш на Google или во некој контекст во содржина дали постои таква кованица, затоа што сепак тоа не е мајчин јазик и не го знаеме. Многу е непоспецифично кога истото треба, кога некоја таква кованица која што во германски се состои од 4 збора споени во едно, да ја пренесеме на нашиот јазик. Тоа најчесто, не најчесто, во најголем процент од случаите не е можно, али е убаво кога ќе успееш некоја барем таква интересна кованица да ја преведеш. Искрено во мал процент на случаи се случува, да. Али како што реков, уште поголемиот проблем е познавањето на нашиот јазик. Тука е најголем предизвик да успееш нешто, да. Како што спомнаш Живко, значи како што кажа мојот драг професор, со љубов и во детали. Така значи мора малку да се помачите, ама тоа со љубов треба да се прави. Да, ама многу убаво задоволството кога на крај ќе пронајдеш вистински збор и сваќаш дека одговара во контекстот. Мене лично кованици ми се најголем предизвик, позитивно, дека сакам да ги решавам тие работи. Добро, јас би продолжил сега со француски. Сања, тука сме, не гледам овде на... Тука сме. Сања, микрофонот само те молам. Сега, германски колку толку нешто можам да фатам заради англискиот. Француски многу тешко ми оди. Ама тоа што сум забележал е дека е многу мелодичен, мене лаички вака многу убаво ми звучи. Можно е да се фати тој ефект на нашки и покрај тоа и некој твој искуство од преведување, баш ме интересира
како оди од француски? Да, навистина е прекрасен јазик. Мислам дека постојано како поетски да се изразуваат, без разлика на регистарот, без разлика во кој контекст да, што е дополнителен предизвик, бидејќи навистина треба да се трудиме да бидеме доста и метафорични, без разлика нели на областа. Во однос на структурата на реченицата, и таму е застапен и задолжителен подметод. Меѓутоа, освен тоа, нема никои големи разликувања со македонската структура, освен што придавките одат секогаш по именката. Меѓутоа, мислам дека во писмен превод тоа не представува никој поголем проблем. Она што е интересно е дека францускиот јазик не е толку брз во однос на промените и зборобразувањата, особено кога станува збор за не знам, некоја нова терминологија, информатички термини и слично, меѓутоа се малку позатворени кон англискиот јазик. Така што мислам дека за разлика од англискиот јазик кога преведуваме нема толку опасност дека баш буквално ќе следиме таа структура, бидејќи не сме толку навикнати да ги слушаме француските изрази, да речам. Меѓутоа, она што може да е предизвик е да се најде соодветен превод, да речеме немаме многу речници обемни кои што се достапни, француски, македонски зборувам, што би ни понудила некои преводни еквиваленти, меѓутоа тоа од друга страна може да биде и на некој начин предност, бидејќи тогаш ќе бидеме ние во ситуација да дадеме покреативни, пооригинални решенија, не да се водиме од оно што е понудено како преводен еквивалент. Оно што јас го правам најчесто, и јас сум благодарна многу за постоењето на интернетот, значи ја барам дефиницијата на зборот, неговите различни нијанси, евентуално одам со помош на речници со други јазици, најчесто англиски, и добивам некоја идеја како во другиот јазик е преведен зборот, па од тука се инспирирам. Супер, фала ти многу. А во однос на ова адаптирањето на културата, си имала тука големи предизвици, дали се толку различни културите, па дали можеме сепак преку јазиков тоа да го адаптираме? Има сличности, претпоставувам, не знам колка би се разликите. Па да, предизвик е, особено кога станува збор за некои области, да речеме постручни области, каде што имаат поразвиена лексикологија, односно терминологија. Најчесто тука е предизвикот со некои технички изрази кои што или области кои што ние ги немаме, не сме во таа мера, да речеме. И тука да бидеме креативни треба, нели, да коваме зборови, да се снаоѓаме заемки. Меѓутоа, мислам дека доколку добро се истражи, не би требало да има проблем. Така, фала ти многу. Секако дека во некои јазици некои полиња се поразвиени, а мај на француски нека преведат кошула беше даровна. Тешко. Добро, сега би продолжиле со Живко. Живко, од италијански, за сиве овие работи кои што досега ги дискутиравме, идиоми, изрази, кованици, збороред, адаптација, италијански ми се чини дека ни е многу поблизок, веројатно дури најблизок од сите досега јазици кои што ги спомнавме, или не? Близок ни е, но би зборувал јас за едно нешто што посебно ми стана видливо при последниот мој превод од италијански. Една грешка што е многу, така би рекол, подболна, што може да се вовлече да му пројде на преведувачот, е недефинираниот член. Значи, на италијански многу често се користи una, исто како на француски и на шпански. Сега, ако треба да кажам на италијански, ако каже авторот ha preso un bicchiere, на македонски неискусен преведувач би превел тој зеде една чаша. Тоа е некоја грешка што дури и несвесно се прави. Од una да се преведе како една. Значи, зеде една чаша. Не, доволно е на македонски да се каже тој зеде чаша. Затоа тој недефиниран член може многу често да се провлече во преводот, така што уредници и препрочитување на преводи си имаат мака со тоа дали да се исфрли или да не се исфрли. Затоа што некогаш преведувачи знаат многу често да биде полно тоа суна. Но од друга страна па, кога се знае ова, друга грешка е што се оди во друга крајност. Кога
ова е една или еден, секаде се изфрла. Значи не треба да се оди ни во таа крајност, треба да се има некоја мерка. Ова е мала работа, ама има доста влијание во читањето. Тоа е прво нешто што ми паѓа на памет. Друго нешто што од лично искуство, мислам дека не го спомнавме вечерва, е да се внимава на веќе преведени работи. По смисла, ако една книга се зборува за друга книга, или за друг автор, или ако се цитира некој друг автор, ако, да речеме, се цитира некој стих од Данте, од италијански, што е многу често, треба да се знае дека Данте кај нас е веќе преведен. Значи, тука треба преведувачот да вложи напор, да се јави по телефони, да праша, тоа пеење, тој стих од рајот, како е преведено. Значи, тоа е постојано истражување. Тоа се две работи што би рекол дека треба да се внимава. Една работа што ми се чини дека има во италијански, во шпански сигурно има, со димунитививе, не знам дали точно го кажав. Гледам дека кај нас многу често се прави грешка, пример, наместо да кажат кујничка, би рекле мала кујна или мала девојка или наместо девојка. Значи, го има тоа на италијански, ми се чини дека тој таа наставка ја има во италијански, како да имам слушната. Така? Да. Ја има неколку наставки. Има, сега не ги знам сите на памет, ама има спацолино, спацолета. Ама се фаќаат тие на нашки, така не би требало да е проблем. Да, може метла, да речеме, сега кажав, метла, метличка. Ама тука се тие нијанси кои што би донесле повеќе поени. Значи, да не се оди на прва топка, како што кажав, некој да рече мала куќа, нека се оди со кукичка, така, со метличка, метличе. Тука, тоа, јас би спомнал еден чекор понатаму, во смисла, се прави грешка, кога веќе ќе се стави во превод, во диминутив на македонски или на, не знам, од моето искуство, се става напред и мало прозорче, мала метличка. Нема потреба од тоа мала. Зависи од ситуација до ситуација и најчесто од тоа како му се чини на преведувачот дека звучи природно на јазикот на кој што преведува. Супер, окей. И овие, како е спротивна наставка? Ми закочив. Prefixes, како е на македонски? Представа. Префикси, добро. Нели кај нас на македонски ги имаме тие, мислам дека недоволно ги користиме, а тие ги даваат тие нијанси. Значи, наместо да се каже малку ја отвори вратата, кажете ја подотвори, така, или се пентери, се испентери, се подпентери, слезе, подслезе. Така, мислам дека тие не ги користиме доволно, а се битен дел на јазикот. Ја ги обожавам во македонскиот. Добро. Сега вака. Јас мислам дека добро се радувавме, мислам дека беше содржајна дискусијата, се надевам дека од прилика посочивме на кои работи треба да се внимава. Преку овие 4 јазици мислам дека може да се преслика тоа на вашиот јазик, на тој од кој што вие преведувате и некако да најдете корист од тоа. Јас би одговорил само, има едно прашање во чет овде, мислам дека на почетокот го одговорив. Нема проблем да сите да учествуваат на работилницата, значи секако дека ако не го исполнувате критериумот за конкурсот, нема да може на конкурсот, ама апсолутно на работилницата може. Мислам дека видов и некој со крената рака, ама не бев сигурен кој крена рака. Александра. Буба, извини, прво на Александра ќе дадеме збор. Александра? Фала ви. Имам прашање во поглед на родот, кога родот не е јасно искажен во оригиналниот текст, што многу често се случува од англиски на македонски. Сигурно ова им се случува на многу преведувачи, што си ја наоѓаме белјата во се што читаме и гледаме. И така вчера гледав еден филм и детето беше со неодреден род до крајот на филмот, се слушаше само негов глас, ама имаше моменти каде што на македонски си бара да си каже дали е машко или женско дете. Под лабината на гласот. Не, се вркам. И имам прашање во поглед на тоа која се избира, дури и ние како преведувач кој нели го прочитал целото дело за да го преведе извадокот, па на крај целото дело, знаеме до крај дали е машко или женско. Не смееме да го одгатнеме тоа.
се додека не го одгатне авторот. И како подпрашање на ова, во поглед на новата модерна литература, каде што веќе има и квир ликови, кај нас уште немаме еквивалентен превод на заменките them, there. Така што да правиме во овој случај? А мислам дека тоа е многу интересна литература за обработка сега и за превод. Тоа е многу интересно прашање. Второ прашање настрана од ова е за зборообразувањето. До каде може да си ја земаме слободата, ако можам така да се изразам. Например, во германски, како што кажа Елена, веќе постои тоа ковање дури до 4 збора. Сега кај нас го нема, ама може од практични причини да го направиме. Ама што ако кај нас го нема, текстот не е премногу, ајде така ќе се изразам, уметнички, за да ние си дозволиме да го разубавиме на тој начин. Иако оригиналот си има кованица што е нормална за тој јазик, ама не би била за нашиот. Аха, да, види, претпоставувам дека ако тоа функционира нормално во германскиот јазик, тогаш ти треба нормално да го пресликаш на твојот јазик. Ако има некое очудување, ако тоа е намерно исковано на тој начин, тогаш и ти соодветно го коваш на македонски. Можам да се пример да дадам, јас и колешката која што ја спомнав претходно, преведовме едно извадок од дело Railsea. Railsea е кованица од два збора, Rail и Sea, ама беше намерно направено така за уметничкиот ефект и ние го преведовме тоа како шиноморје. Така што ќе треба да насетите дали има тука уметничка намера од авторот. Да, уште да додадам во врска со германскиот јазик. Значи, германскиот јазик не мора да поради уметнички цели, германскиот јазик воопшто има кованици. Сега, може да имаме кованица намерно направена за да се постигне некаков ефект, а може и самиот збор во речникот да постои како таков. Значи, мора да разликуваме два видови на кованици. Нели? Пример, сега во романот што го преведувам на Станишич, имаме Drachentöter, што е убиец на ламје. Тука можеме да направиме комбинација како ламјоморец, како змејоморец, убиец и така натаму. Али како Drachentöter збор не постои во речникот на германскиот јазик, значи тоа е кованица направена во служба на текстот за кој што се работи. А настрана од тоа германскиот јазик воопшто како јазик си е богат со кованици кои што нормално во нашиот јазик соодветно ќе ги преведеме со без кованица, нели, како што бидува кај нас. Да, тоа сакав само да додадам. Јас сега би продолжил, како што кажа Румена, ние би можеле ова со денови да го дискутираме, заради тоа и организираме конференции вакви, ама сега ме интересира делов на албански. Јас албански не зборувам, па ме интересира Јордана што ќе ни каже за тој момент. Па вака, албанскиот колку и да личи дека е многу поразличен од македонскиот јазик, гледајќи ја според структурата како и дел од Балканскиот јазичен сојуз, можам да кажам дека се многу слични, па така што некои грешки и да се преведе директно од македонски на албански, некои грешки се минимални во врска со редоследот, но исто така кога се преведува е полесно да речам за по-слободен редослед, бидејќи има и 5 падежи, кои што ти дават некоја слобода. Значи има номинатив, генитив, акузатив, датив и аблатив. Слобода, тоа слобода е, падежи 5. Па полесно е да се структурира реченицата и да се знае дали е локација, дали е директен објект, индиректен и така натаму. Најинтересно е најчестите грешки при превод се кај кратките заменски форми, бидејќи има кратки заменски форми за директен и индиректен, но некогаш овие кратки заменски форми во албанскиот јазик се спојуваат, кога се и директен и индиректен удвоени, и во тој случај се добива трета форма. И кај ова трета форма има проблеми и при пишување и исто така и проблеми при определување дали треба втора лице или трето лице, множина. Исто така за трето лице еднина и множина има лични заменки за мачки род и женски род,
но глаголските форми не се дел од парод. Значи немат наставки ла, ло, л или ле за множина, туку имат една иста форма, тоа е глаголска придавка за, да речеме, за минато свршено време. Минато определено свршено или несвршено време. Исто така, интересно е за албанскиот јазик, како и за италијанскиот јазик, со еден, со неопределениот член еден. Кај неопределениот член 1 во албанскиот јазик се користи често и при превод или се користи многу често или воопшто се фрла и не се користи и дури таму кај што треба да се преведе тој неопределен член не е преведен. Друго за албанскиот што можам да кажам, придавките се по именките според редоследот, а може да бидат пред именките само за стилски ефект. Често за преведување на идиоми или фразеолошки изрази, некои фразеолошки изрази се и многу слично, да не речам и исти како на македонски, но некои се разликуваат. Па така треба, јас најчесто за да ги определам подобро фразите, изразите, го користам толковниот јазик. Толковниот го има и на македонски и на албански на интернет, па така што е многу добра алатка за да помогне при преводот и исто така и дигиталниот речник. Исто интересно е, иако, како што реков, како дел од Балканскиот јазичен сојуз имаме, да речеме, многу слична структура на реченицата, треба да се има предвид кога се преведува на албански, приложките определби стојат секогаш по глаголот или по прирокот, а не пред прирокот. Не знам, нешто друго интересно што може. Тоа е многу интересно, претпоставувам дека тука треба да се прават компромиси кога се преведува од други јазици со фиксен збороред, значи точно да се определи каде да се очуди, каде да се остави соодветно, многу интересно. Да, исто и за, не знам, и за начините, за глаголските начини, има оптатив и адмиратив во албанскиот јазик, па така ако нешто се кажува со зачуденост и со извичник, во албанскиот може само со глаголот во адмиратив или во оптатив да се покаже дека зачуденост или воодушевување. Како дополнителна нијанса дори би му Па на пример еве на македонски ако е си бил таму, на албански ќе биде паскај чемнату, значи бил на албански е кам чена. Но кога е со зачудење, со адмиратив, тогаш мора да биде паске чена. Тоа е многу интересно, гениално е тоа. Значи има многу работи кои што влегуваат во игра тука, значи дополнителни нијанси кои што не знам ние дали на македонски пример ги имаме. Јордана, ти од англиски преведуваш, така? Повеќе од македонски на албански, да. Така. Поретко од англиски. Да. Претпоставувам дека тоа од една страна па и е дополнителна слобода кога во јазикот си го имаш тоа, ја имаш таа можност за нијанса која што ја нема на другиве, така пример на англиски. Тоа само придодава во преводот, значи може да се направи уште поубав. Да, тоа е многу поинтересно и често се препознаваат баш добрите преводи на албански јазик токму од користењето на овие два глаголски начина. Да. Епа тука се тие нијанси, како што кажав и на почетокот со македонски со тие префикси како отвори, подотвори или со демонитивите и како во албански ова со адмиратив што го кажува, значи тие се тие нијанси на кои што треба да се обрне внимание. Значи јас би сакал да ја заклучам оваа дискусија сега со тоа дека има многу фактори кои што придонесуваат во добриот превод. Значи почнувајќи од збороред, кованици, идиоми, фрази, културолошката адаптација,
Така што внимавајте на сите овие работи. Ова исто така е посочено на страната, може да си го најдете. Морам да кажам исто така дека ние сме ви на располагање цело време, така што ако имате некои прашања, може да се обратите кај нас за да дадеме некој одговор. Веќе фати 7:30, јас предлагам да го почнеме практичниот дел, заради тоа што веќе доцниме едно 15 минути.